Здраво, јас сум Иван Ивановски. Денес ќе ви објаснам како да тргувате со акции и хартии од вредност од Македонија. Постојат два начина. Првиот е од банки и инвестициски фондови од Македонија, а вториот е онлайн. Банките и инвестициските куќи немаат мобилни апликации и тргувањето обично се одвива на некои многу застарени веб платформи, а кај некои дури и по телефон и имејл. Од онлайн платформите најмногу ги имам користено eToro, Trading 212 и Interactive Brokers. Во моментот може да креирате акаунт на eToro и Trading 212 доколку имате некое привремено живеалиште надвор од Македонија или имате некој роднина па може да го искористите неговото живеалиште за регистрација. Додека пак на Interactive Brokers се уште функционира регистрацијата со македонска адреса. Негативната работа кај Interactive Brokers е тоа што не може да направите надополнување со кредитна картичка. Секој пат мора да креирате wire трансфер од вашата банка. Тоа значи дека губите околу 2 до 3 работни дена додека легнат парите на акаунтот на Interactive Brokers. Кај Trading 212 и eToro при внесување на картичката вашите средства се појавуваат на акаунтот веднаш и одма може да почнете со тргувањето. Овде исто така имате можност за купување на дел од акции или fractional shares. Доколку не ви дозволува Trading 212 да се регистрирате, пробајте со VPN од друга држава или кога ќе бидете физички надвор од Македонија. Сега ќе ви покажам како функционира Trading 212. Ова не е мој акаунт, туку тест акаунт. Ова е home скринот на Trading 212. Сега ќе ви покажам како на брз и едноставен начин може да купите, да речем, акција од Tesla. Кликате на акцијата која сте заинтересирани, одеме на Buy. Тука има да изберете дали сакате да внесете број на акции или за која вредност сакате да купите. Например, ако сакате да купите за $1000, пишувате, тоа е 4,4316 акции. Значи, тоа е fractional shares. Може да купувате и дел од самата акција. Не мора да биде тоа цел број како 4 или точно 5. Одеме на Review Order, Send Buy Order и автоматски ја купуваме по цена од 225,37. Ако идеме сега да купиме пример и Apple, идеме Buy, купуваме, сега тука ставаме например 10 акции од Apple, ке не коштаат 1530. Review Order, Send Buy Order. Чи 10 акции се купени по цена од 153,04. Овде во портфолиото сега може да идете и да си ги следете. Доколку па сакате да продадете акции, само одете во делот на акции, одете на Sell, ве прашува колкав број на акции сакате да продадете, дали сите или ако сакате само помал дел. Например, во оваа ситуација ќе продаваме сите 10 акции од Apple. Одеме Review Order, Send Sell Order и ви дава дека акциите се продадени по цена од 152,72. Ако идеме сега во портфолиото, гледаме дека ни останува само Tesla, додека веќе немаме акциите на Apple. Доколку сакате да ги префрлите парите назад, ќе идете во settings на Withdraw и ќе ви ги префрли Trading 212 парите директно на вашата картичка од која имате направено депозит. Обично ова е за рок од 2 до 3 работни дена. Инаку, за дневни потреби за следење на маркетот најмногу користам Yahoo Finance. Доста едноставна и лесна за употреба. Еве како изгледа. Тука може да додавате кои акции сакате да ги следите или да едитирате вашата листа. Читко и едноставно ви се представени информациите кои би ви интересирале на дневно ниво. Јас обично следам колкав волумен на акции има во текот на денот, споредувајќи го со 3 месечниот average. Го следам моменталното PE ratio или price per earning
ratio. Market cap го гледаме овде директно и информации поврзани вести со акцијата, доколку има некакви поместувања, да може директно да прочитате што се има случајно денес. Внимавајте при инвестирањето. Моја препорака е да инвестирате во компании во кои ги сакате и разбирате нивните продукти, или сте одблизу запознаени со нивната финансиска состојба и ги следите активно нивните квартални финансиски извештаи. Доколку немате време за истражување, а сакате да инвестирате, тогаш може да инвестирате во некој ETF фонд или во S&P 500. S&P 500 е всушност 500 најдобри компании од американската економија. Слободно, доколку имате некои прашања, пишете ми на YouTube во коментар или на Instagram во чат. Се гледаме.